Деветата рунда од првата лига го носи големото дерби меѓу непоразените Вардар и Струго Тримлун. Ова е пресметка на Вардар кој е втор со 20 бодови и Струго кој е на врвот со 22 бодови. Со очување за кој да биде лидер во фудбалската елита. Традицијата вели дека погодоци на дербито во Скопје ќе има, а влогот овој меч е голем. Најмногу може да добие Шкендија, ако евентуално Вардар и Струга ремизираат, а пак шампионот го добие Пелистер во Битол, бидејќи битолчини се во голема резултатска криза од која никако да излезат, а прашање е колку ќе можат и против тетовскиот тим кој игра во одлична форма. Македонија Ѓорче Петров и Арсиме ќе се соочат на стадионот во Ѓорче, каде лавовите ќе целат кон триов кој би значил и прогрес на 6-то место на табелата и зацврстување на момент во средината од табелата, а пак триумф за Арсиме ќе донесе промена на табелата. Тимот од Чегрне ќе прогресира, а пак тимот од Ѓорче би можел да се спушти до 2 позиции на табелата. Брејара Струмица по назначувањето на Мартин Лагјозовски за тренер игра во одлична форма, со што струмичани сега се на 6-та позиција, а на домашен терен ќе се соочат со Башкими. Во меч ако бодовите останат дома ќе значи прогрес на табелата за Брејара која би се израмнила со Башкими на 5-то место. Од друга страна повратникот во елитата игра во одлична форма, а поремето со Вардар на домашен терен ќе сака позитивен резултат во Струмици, сериозно се вмеша на позициите кои водат кон Европа. Шкупје ќе бара бодови дури во деветото коло со Работнички, а ова ќе биде дуел на две екипи кои во целост потврдиле и ќе барат излез од резултатската криза во меѓусебен дуел. Тимот од Чајре на Ното со 8 порази од дуели, а пак Работнички е претпоследен со 4 бодови од можни 24. Силекс на домашен терен ќе бара враќање на победничките патеки и само победа ќе биде опција за картовскиот тим против Тиквиш. Бидејќи тимот на Васовски нанесе 3 порази во низи, не сме да погреши одново против гостинот од Кавадарци на домашен терен. Трите бодови се цел и за Тиквиш, но повеќе е јасно дека го очекуваат тешко гостување во Крадово каде тешко се освојуваат бодови.